почитуван министр за безбедност на Босна и Херцеговина, господин Нешич, почитувани представници на меѓународните организации, Меѓународната организација за миграции, почитувани представници на председателството на Советот на Европската Унија, почитувани високи представници на Министерствата за внатрешни работи, за безбедност од регионот, представници од меѓународната заедница, ваши екселенции, дами и господа. Најнапред дозволете ми да се заблагодарам за поканата да учествувам на третата конференција во рамки на Сараевскиот миграцијски диалог и воедно да истакнам дека ми представува чест и задоволство што можам денеска и да се обратам пред овој форум. Лична благодарност би сакал да изразам до домаќинот на оваа конференција, мојот драг колега министерот за безбедност господинот Нешич, за одличната организација на овој настан, а воедно благодарност упатувам и до Европската Унија и до шведското председателство за континуираната посветеност во управувањето со миграциите како заеднички предизвик и одговорност кои заеднички ги решаваме во тесно меѓусебно партнерство. Особено би сакал да истакнам и поддршката што како регион ја добиваме од Меѓународната организација за миграции, преточена во бројни успешни проекти и операции насочени кон менаџирањето на миграцијата и на последиците кои што произлегуваат од неа. Минатата година Република Северна Македонија, односно Министерството за внатрешни работи, беше домаќин на конференцијата за одржливо управување со миграциите во Западен Балкан, која што исто така беше помогната од Меѓународната организација за миграции, а во рамки на чешкото председавање со Советот на Европската Унија. И тогаш го истакнав одржувањето и продлабочувањето на меѓународната соработка со земјите од регионот како еден од главните приоритети на Министерството за внатрешни работи. Тука мислам подеднакво на соработката со земјите на транзит, со земјите на потекло, како и со агенциите на Европската Унија, Обединетите нации и други релевантни меѓународни организации. Бидејќи како одговорни институции мора да продолжиме да го градиме капацитетот за одржливо управување со миграциите, преку прекугранична соработка, преку зацврстена меѓусебна доверба, зголемена размена на информации и можеби најважно преку јасна и недвосмислена волја за постигнатите видливи резултати кои ќе не донесат до отворање на нови поглавја во заедничкото делување. И денеска собрани овде заедно со добра волја и силна поддршка ќе продолжиме да се водиме по истите начела. Трите заложби од декларацијата од Скопје не доведоа до следниот чекор до усвојување на акцијскиот план за одржливо управување со миграциите во Западен Балкан. Како Министерство за внатрешни работи ја следиме состојбата кога станува збор за споменатите заложби, започнувајќи од првата која се однесува на зајакнување на соработката за справување со кријумчарење мигранти и трговија со луѓе, би сакал да ве информирам за следно. Имено ефективното управување со границите, спречувањето на кријумчарењето на мигрантите долж западно-балканската рута е еден од главните приоритети на МВР на Северна Македонија. Кријумчарењето на мигрантите изминатата година беше актуелна закана, поради притисокот од илегалните преминувања кој е присутен на границите од страна на лица од земјите од Блискиот Исток, Азија и Африка. Поврзаноста помеѓу источно-медитеранската рута и Западен Балкан предизвикува висок ризик, бидејќи Турција и Грција се уште бројат голем број на мигранти на своите територии. Со цел зајакнување на соработката со земјите од Европската Унија, особено со земјите од регионот во сузбивањето на организирани криминални групи со меѓународен карактер. Министерството за внатрешни работи учествува во работната група на Западен Балкан во неколку аналитички работни досиеа на Европол, како и во специјална работна група за сузбивање кријумчарење мигранти на Интерпол. Дополнително оваа година националната единица е Солидар заедно со Шпанија во оперативната активност за сузбивање кријумчарење на кубански и индиски државјани, а учествува и во оперативните акцијски планови на ЕМПАКТ за 2022 и 2023 година за кријумчарење мигранти.
Кога станува збор за работење кон холистички пристап за управување со враќањето, сакам да нагласам дека механизмите за одржливо враќање и реинтеграција на лицата во нивните земји на потекло се важни аспекти од управувањето со миграцијата и во исто време области каде се соочуваме со најсериозните предизвици, особено заради неможноста дел од нелегалните мигранти ефикасно да се вратат во нивните земји на потекло. Недостатокот на договори за реадмисија, потпишани со релевантни земји на потекло, како и неможноста да се утврди нивниот идентитет и по официјален пат да се извршат соодветни проверки со надлежните служби во нивните матични земји, останува еден од главните проблеми со кои се соочуваме. Оттука се јавува и потребата за идентификација на нелегалните мигранти, како прв и најважен чекор во процесот на враќање, кој треба да биде проследен со регистрација, за да се има подобар преглед на миграцијските движења. Од друга страна пак, стапката на успешно враќање многу зависи од нивото на соработка со земјите од регионот. Во тоа светло Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија прави напори за склучување на договори за реадмисија со земјите на потекло, а врз основа на профилите на нелегални мигранти кои влегуваат во Северна Македонија, во изминатите неколку години Бангладеш и Пакистан се приоритетните земји на потекло за властите во земјата во контекст на враќањето. Сепак искуствата на земјите од регионот покажуваат дека иако потпишаниот договор за реадмисија може да помогне во олеснувањето на враќањето и соработката со земјите на потекло, сепак тоа не гарантира целосен успех во конечно враќање на нелегалните мигранти. Во таа насока можеби е поцелисходно да се размислува за друг вид на правни аранжмани, односно меморандуми за разбирање или стандардни оперативни процедури, иако обврската за една држава повторно да прима своји државјани е веќе вообичаен принцип на меѓународното право. Пред да завршам, сакам да кажам збор два и за подигањето на свеста за подпомогнато доброволно враќање како хуман, ефективен и одржив начин за враќање на нелегалните мигранти. Верувам дека промоцијата на подпомогнатото доброволно враќање и програми за реинтеграција можат значително да ја зголемат стапката на враќање. Од овој аспект МВР на Северна Македонија и натаму ќе се залага за развој на капацитети за подпомогнато доброволно враќање и реинтеграција, но ќе презема напори и за зајакнување на националните капацитети и подготовка за спроведување на присилното враќање кое не може да биде исклучено како механизам на заштита од нелегалната миграција. Почитувани присутни, особено фактот дека добрата соработка, редовната комуникација, координацијата и размена на искуства со колегите од земјите од Западен Балкан и релевантните партнери од Европската Унија и други партнерски организации во однос на враќањата и реинтеграцијата се од непроценлива важност и клучот на успехот за целиот регион. Затоа би сакал уште еднаш да ги потврдам овие заложби и да повикам кон нивно интензивирање, бидејќи тоа е правилниот пат напред. Големата поддршка која ни се овозможува треба максимално да ја искористиме и да ја претвориме во нешто вистинско и пред се опипливо. Верувам дека акцијскиот план е одличен индикатор и почеток за тоа. Ние како Министерство за внатрешни работи на Северна Македонија го поздравуваме и поддржуваме усвојувањето на акцијскиот план за одржливо управување со миграцијата и се залагаме за негово унапредување во иднина. На самиот крај дозволете уште еднаш да се заблагодарам за поканата да учествувам на овој форум и за можноста да се обратам и се надевам дека овие два дена дискусија ќе отворат нови перспективи кон градење на заеднички политики, затоа што само преку заеднички политики можеме да имаме успешно справување со последиците од миграцијата. Ви благодарам.